ВМРО ДПМН на седницата на Советот на општина Тетово одржана на 27 август ги искористи медиумите за ефтин дневно-политички маркетинг, замајувајќи ја јавноста со своите лажни и деструктивни потези, од кои сите жители на општината ги чувствуваат на своја кожа и по свој джеб. Имено, координаторот на советничката група на ДПМН, по шемата на својот лидер повторно без срам, како што стои во соопштението, се обиде да изманипулира јавноста и без срам да избегне одговорноста што треба да ја сноси со нивното неприсуство на минатата седница, кога се одлучуваа важни работи за сите жители на општината. Во соопштението на Комисијата за информирање на општинската организација на СДСМ Тетово се вели: ја искористуваме оваа можност и јавно ве повикуваме вас, советниците од ВМРО ДПМН, да излезете повторно на локалните медиуми и јасно, вистински, без интриги, да им кажете на луѓето кои ви ја дадоа довербата во која политичка шема учествувате, чии интереси браните, зошто не дојдовте и не гласавте против поскапувањето на водата и комуналиите на тетовчани, зошто вашиот став не го искажавте тој ден, зошто со вашето неприсуство оставивте простор повторно да се удри под джебот и на онака осиромашените граѓани. Ве повикуваме да се осмелите и да се одважите и да ја признаете на јавноста во кој ќорсокак ја водите и општината и државата. На јавноста во Тетово се уште и се свежи вашите ветувања од последните локални избори. Злоупотребувајќи ги нивните национални чувства, добивте и гласови и доволен број советници за да ги браните нивните интереси. Наспроти ова, истите тие граѓани веќе сватија дека се изманипулирани и искористени. СДСМ и понатаму ќе ја води својата политика врз реална заштита на интересите на граѓаните, било тоа да е во власт или опозиција, стои на крајот од соопштението на Комисијата за информирање на општинската организација на СДСМ Тетово.